Пржеводов се уште е во жало за своите два изгубени синови. Малото село на полско-украинската граница беше во центарот на глобалното внимание кога на 15 ноември на оваа фарма експлодираше проектил при што загинаа двајца локални работници. Останат е само голем кратер. НАТО и западните сојузници рекоа дека експлозијата најверојатно е предизвикана од залутена украинска ракета за воздушна одбрана. Но на почетокот многумина стравуваа дека станува збор за руски напад. Неколку застрашувачки часови по експлозијата на ракетот светот веруваше дека руската војна против Украина дојде до Европа на територијата на НАТО. И како што конфликтот ескалира, заедниците овде продолжуваат да живеат во сенка на војната. Лидерот на локалниот совет вели дека имало многу страшни моменти во изминатите 12 месеци. Najgorsze były pierwsze dni wojny, kiedy to front się przesuwał. Најлошите беа првите денови од војната кога фронтот се движеше на запад и никој навистина не знаеше во кој момент ќе застане, никој не знаеше дали во одреден момент ќе се граничиме со Русија. Во текот на минатата година многу работи се променија, многу тага, гнев. Предпоставувам дека во човечката природа е да се навикнуваш на се. Локалните заедници долж границата беа првите сведоци на последиците од руската инвазија пред една година. Пријателките Наталија Костикевиц Косалинскаја и Рената Жила живеат во Томашов Лубелски, неколку километри од границата. No i w zasadzie bardzo szybko. Многу брзо луѓето почнаа да ја поминуваат границата. Се мобилизираше целата наша заедница и побрза да им помогне на украинците кои во голем број доаѓа во нашиот град. Rodzina, która mieszkała dalej, wydzwaniała do nas. Нашето семејство кое живее подалеку од границата ни се јави, не праша дали сме исплашени, не праша дали имаме пасоши, дали ќе побегнеме. Воопшто не ни помисливме на тоа. Како и илјадници други пољаци, Наталија прифатила украинско семејство, вкупно 7 лица. Таа вели дека понекогаш минува низ лоши денови, се плаши дека војната се приближува. Część z naszych konwersacji, nawet takich, wiesz, towarzyskich. Некои од разговорите што ги имаме е каков е нашиот план Б. Подсвесно, постојано знаеме цело време дека нешто се случува. Кога ќе се разбудам ноќе, може да ги слушнам војните авиони, да ги слушнам како кружат над нас. Тешко е да не се размислува за војната. Илјадници бегалци се уште ја минуваат границата од Украина. Во спротивна насока, Полска е клучниот канал за западно оружје што се испраќа за помош на украинските сили на теренот. За локалците овде, војната не изгледа дека е далеко.